на овие ти бомбончиња, ќе ги поделиш на двете подеднакво. Она што ќе го работиш, ќе го запишиш на листов, секако што сработи, како што подели, се ќе запишеш. Се нада истото и запише. Ваши овие бомбончиња ќе ги поделиш со Стефане подеднакво. Како што работиш, така ќе запишуваш на листов. Ајде да чекате што работите, Сеника, што работиш и кажи? Зошто кажем да сте садуваш цвеќето, Сеника? Зашто му се смалила саксија. Ова саксија го е помалечка, така? А вие што работите, Семили Благојче? Ние го пресадуваме цвеќето. Зошто? Оти му мало саксијата и не го обеде. Добро. Ајде да видиме што се има ова цвеќенце. Лесно ви беше да го извадите од саксијата? Не. Зошто, деца, не ви беше лесно да го извадите? Не, ми беше малце лесно. Лесно, полесно ви беше? Да, малце. Ајде да го опишиме ова цвеќенце. Кој сака да го опиши цвеќенцето? Кои делови ги има? Цвеќето има листој. Добро. Има... А да почнеме, деца, од најдолу? Што имаше најдолу? Има жили. Како инаку ги викаме тие жили? Со друго име? Корен. Корен, добро. Понатаму што има? Стебло. Добро, покажи ми го стеблото, Благојче. Добро. После што има друго? Има листја. Добро. И после нагоре има цвет. Да, и цвет. Добро. Рековте дека ви беше тешко да го извадите од почвата, деца. Зошто ви беше тешко? Зашто когато се насипнало на местото не можеше да се извади. Зошто? Што мислиш ти, Сеника? Зашто кај мене имаше жили. Да, корењето, точно така, дечина. Корењата, значи, го држат цврсто за почвата. Значи, таја е улогата на коренот, да го прицврсти растението за почвата. За што друго му служи коренот? Што мислите? Зашто? За растение. Како за растение? Точно за растение, но што прави тој? Растението впива од коренот храна И вода му дава. Ете така, кога ќе му туриме водичка, значи на И растението, и си ги впива хранливите материи. И преку стеблото, преку листовите и оди во Да, и таа храна потоа се пренесува преку стебленцето. Значи, зошто служи стебленцето? Сега да видиме која е улогата на стебленцето. Стеблото впива вода. Значи, тоа ја пренесува храната, хранливите материи, до ливчињата, до цветчињата и, ако има, значи, растението плодови и до плодовите. Но и за друга намена му служи стебленцето на растението. Какво стои ова растение, деца? Какво е? Ако не е тоа стебленце, што ќе се случи со него? Ветрот ќе може лесно да го дува, точно така. Значи му служи точно. Стебленцето му служи на растението и да го зацврти. Може да...
почвата. Стеблото го држи растението исправено, низ него поминуваат водата и храната. Семката ставена во почва никнува и се развива во ново растение.